Дора, исклучително ми е драго што те имаме во Хоризонт Телма, од проста причина што и јас би се сложила со Јунг, кој што ти го спомнав, дека во изминатиот век кога дава телевизиско интервју, нагласува дека најдобро за човештвото ќе биде психологијата да биде наука кон која што треба да се ориентира. Истото, бидејќи таа ќе ги даде одговорите на она каков треба да биде човекот, односно да станеме подобро општество. И со надеж дека со истата светот ќе го спасиме, нели? Па добро, да мислиш дека може добриот човек да го спаси светот, ако станеме подобри. Види, знаеш што, у последно време злото, лошото и доброто, јас почнувам да ги гледам како целина. И ако ги следиме, например, некои од, како да кажам, повисоките, ако ги читаме некои од повисоките, како се викаат, духовни гуруа, или не знам, духовници или што и да е, ќе видиме дека оние гледаат секогаш целината. Нели, на доброто и на лошото, така, на доброто и на злото. Нели, доброто без зло всушност ја нема својата функција. Од, ајде да кажеме, од некоја измислена точка на почетокот, од крајноста на злото до крајноста на доброто, имаме цел спектар на однесување. Нели, не е се што е зло во секоја ситуација, не е се што е добро во секоја ситуација. Значи, просто, нели, во човекот постои оваа целина од добро и од зло, меѓутоа, нели, како се вика, во нас ќе доминира волкот што го храниме. Нели, дали ќе биде добриот или лошиот. Меѓутоа, злото како зло постои. Значи, постои во човекот. Исконско е, постои. Не е само библиско опишано, не е само во светите книги напишано, туку постои. Едноставно како архетип, веќе кога го спомна Јунг, како архетип постои во секој човек. И има некоја своја функција зошто постои, меѓутоа човекот е должен да го освести тоа во него, да види тоа како работи, какви неволи, какви трагедии му создава, за да може, нели, на некаков начин тоа да знае како да го контролира, да знае што со него. Значи, тој е еден звер, ако го наречеме архетипски, постои во секој човек. Ќе почнеме од почеток, со оглед на тоа што ти си магистер и по клиничка психологија, дипломиран психолог и гешталт терапија, за која што можам да кажам во последно време е исклучително актуелна, можеби она што некогаш беше психоанализата на Фройд. Како да ти лично се одлучи, Дора истражува, најверојатно знаеле твоите родители какво име да ти дадат, бидејќи психологијата всушност постојано ја истражува, да, го истражува човекот однатре. И некако интересно е дека никако не може да се даде целосна формулација на психата, да се детектира се она за што е кадарен човек. Дали потешко може да се изанализира тоа исконско зло, бидејќи секогаш се откриваат некои, слободно ќе кажам, непознати поими кај човекот. Нели, постојано мислиш, еве, го дознавме причините, излегува нешто ново. Или ново. нешто откриваме кај некој што најмалку сме очекувале, нели, дека може тоа да биде. Да, ништо не е како што изгледа. Добро, значи, многу е важно да разграничиме социјална улога кај човекот од самото внатрешно сепство на личноста. Ние често пати за луѓето донесуваме заклучоци, дали се, нели, добри или лоши според одредени постапки што ги гледаме во дадени контексти. Меѓутоа, ние само гледаме еден мал дел во тој момент во човекот. Например, сега седам тука со тебе и ти си, нели, тука во позиција на професионалец, на новинар, на водител на ова наше интервју и се што јас знам за тебе е тоа. Меѓутоа, само ја знам твојата улога во моментов. Ти комуницираш со мене, тоа што го знаеш за мене е мојата улога во моментов како професионалец, како психолог. Меѓутоа, мојата улога не сум јас. Нели, тоа се, нашите улоги се различни идентитети. И ние во општеството кое што функционираме во сите наши аспекти во улоги. Имаме улога на професионалец, улога на родител, улога на пријател, улога на сопруг, на сопруга, улога на ќерка, улога на, не знам, на син и милион други улоги имаме. Ама тие се само социјални улоги.
А сепството внатре нашата личност, ако ние ги тргнеме сите тие улоги, е нешто сосема друго. Иако, значи, често, нели, сепството не е одвоено од улогите. Тоа што јас го носам во моето сепство во јадрото, тоа излегува некако на еден или на друг начин во улогите, меѓутоа сепак улогите се под социјално влијание. И ние ги градиме во социјално влијание, во тој општествен контекст. Дали можеби човекот ќе беше посреќен по ова што те слушам ако беше вон тоа социјално влијание? Па искрено мислам дека не, заради тоа што постојат, значи, одредени истражувања, на пример, кои што се направени кај одредени деца кои што биле, нели, најдени во џунгла или живееле со животни, и тие ги попримуваат таму тие животинските карактеристики. И тие, значи, станале на некаков начин животни. Значи, повторно на нас не треба, на човекот, тоа што човекот, нели, сепак го двои на некој начин од животното, е интелектот, способноста за говор, способноста за повисоко размислување и така натаму. На нас не треба колективна заедница и сето тоа, меѓутоа, значи, една работа е нашата улога, сосема друга работа е кој сум јас како човек. И сега, на пример, ако сите тие улоги, кои што ги набројав пред малку, значи, бараат социјално пожелни однесувања. Секоја улога има пропишани задачи кои што треба да ги исполни. И сега ние ги научуваме тие задачи кои што треба да ги исполниме, и нели јас знам што треба да правам на тоа место, на таа позиција. Ако јас сум психолог, знам дека, нели, денеска треба да отидам на работа, си го знам етичкиот кодекс, знам што треба според тие научени, пропишани правила да му понудам на мојот клиент, или, на пример, како мајка, знам, нели, се буди тој мајчински инстинкт, се буди таа улога на мајка, знам што треба да му се понуди на детето, нели, тоа пак го учим и од постарите генерации како не советуваат баби, дедовци, стрини, тетки, нели, од и околината од поблиските пријатели и така натаму. Меѓутоа тоа се пак некои научени, проверени однесувања што ги имаат луѓето поврзано со нивната улога. И тие се менуваат, и тие се менуваат генерацијски, да. Човекот. И тоа сакав да го кажам следно, во контекст на општествениот контекст, тие улоги се менуваат. На пример, не е иста улогата на мајката, да речеме, во Скандинавија, не е иста улогата на мајката во Македонија, на Балканот. Значи има разлики во тие улоги, меѓутоа пак, нели, суштината на архетипот мајка е иста. Но, значи, ако ги трнеме улогите, прашањето е што ми останува мене внатре. И затоа најтешките загуби луѓето ги доживуваат кога ќе изгубат одреден идентитет во себе. Значи, кога ќе изгубат нешто у себе со кое што најсилно се идентификувале, тоа му е најтешката загуба на човекот. И затоа, на пример, кога ќе умре, кога ќе умре дел внатре у него, кога ќе умре таа улогата. Кога веќе, на пример, еве, сега, нели, актуелно што ни се случува, на пример, еве, загуба на дете. Тоа е смрт за улогата на родителот. И, нели, што останува после внатре од тоа. Меѓутоа, затоа некои од повисоките духовни лица, ако ги читаме некои нивни книги, кои што, на пример, не се баш искрено се уште толку дел од академската психологија, бидејќи научно не се докажуваат многу работи, ние ќе видиме дека постојано ќе сретнеме една реченица да не се идентификуваме, да не се врзуваме за сите наши идентитети, бидејќи вистината е дека сите тие улоги што ние ги реализираме у животот во еден одреден момент се минливи и тие минуваат. И, на пример, еве тоа често пати го гледаме кога некој треба да се пензионира. Човекот треба да се пензионира и на него навистина тешко му паѓа тој момент на пензионирање. Тоа значи дека он се збогува од неговата улога на професионалец. Се збогува да е многу важен идентитет од него. Општеството всушност можеби генерацијски го наметнува значењето на работниот век, дека ако работам, постојам. И кога тоа завршува, всушност човекот смета дека тој повеќе не е важен, дека нема веќе значење, да, така всушност не е така. И сега испаѓа дека ние нашата вредност како луѓе често ја одредуваме од тоа колку ние ги исполнуваме тие задачи во улогите што ги имаме. И, на пример, еден од најголемите предизвици со кои што се соочуваат, нели, сите клиенти што дошле барем еднашка на психотерапија е тој. Значи, немам чувство дека сум вреднуван од средината. И најбитната ствар ми е на мене секогаш не да го убедам, туку да му помогнам на клиентот да разбере дека неговата вредност е априорна од неговото само раѓање, дека нема никаква врска со ниедна улога што не исполнува. Туку е сосема обратно. Ние, значи, не вредиме
вредиме поради она што го создаваме во нашиот живот. Ние го создаваме одредено нешто бидејќи веќе вредиме, бидејќи веќе ни е дадена таа способност, таа вештина, тоа знаење со самото наше раѓање. И ние значи го развиваме тој потенцијал бидејќи веќе внатре носиме таа вредност, а не е обратно. Па најдобро е да почнеме од почеток. Се раѓа човекот, Така е. односно детето, и сега она што е исклучително актуелно велат дека се круцијални тие први години. Дури се спомнуваат дека се што ќе се стави како база, како темел е до некоја 5-та година, а потоа нели се надоградува. И дека во адолесценцијата всушност веќе е доцна, бидејќи тоа веќе е формирана личност. Па како се развива психата, или понекогаш имаме и ситуации дура каде што навистина колку и да се најдобри и најтрудолюбиви родителите, всушност детето е нешто Сосема по некоја така е, сосема да. друга природа која што не наликува дури на она под што е воспитуван. Зошто е тоа така? Како психологијата го објаснува всушност развојот и еве ваквите аномалии? Значи, истражувањата во психологијата конзистентно покажале дека не е 100% никогаш родителскиот фактор, туку дека личноста се раѓа со одредени генетски диспозиции. Значи генезата е Значи постои, клучна, значи да, имаме многу генетски диспозиции, имаме влијанието од родителите и го имаме влијанието од средината. Личноста секогаш се формира под влијание на овие три фактори. Значи, пак ќе повторам, генетиката, родителите и средината. Со тоа што се што ние нели дури и во нашите психолошки особини постои генетика. Например, општо познато е дека темпераментот е вроден кај личноста. Карактерот се создава. Од кого го наследуваме еве темпераментот? Е вроден. Нема конкретно истражување што Нема покажува подолба дали е како таткото или мајката мајката. Ние можеме да наследиме нешто од нашите предци. Колку пати сме слушнале, не знам, Стефан личи таму на некој дедо, на некој прадедо. Значи никој од неговата најблиска фамилија не е како него, меѓутоа он наликува. Генерацијски сублимат. Да, значи ние ги наследуваме карактеристиките од нашите предци. И те како ги наследуваме? И сега, например, што е задачата на родителите, кога ќе се роди детето, е просто само да препознаат со кои диспозиции се раѓа детето, бидејќи детето ќе манифестира потреби согласно тие диспозиции. А често пати родителите не ги поддржуваат тие диспозиции. Родителите имаат некаква идеја за тоа какво сакаат да биде нивното дете. А тоа дете има некои други диспозиции. И па во И тој тие не го развој, како препознаваат. всушност се формирале веќе родителите да создаваат слика која што ја наметнуваат. Всушност таа аномалија да објасниме. Најчесто е поради тоа што тие самите внатре не реализирале нешто свое и сега ако јас не сум го реализирал тоа нешто, ме очекувам детето да го продолжи, да ми го заврши тоа што на мене не ми е завршено. Наместо аз да се позанимавам со тоа што на мене не ми е завршено и што на мене не ми е реализирано, па чекај да видам дали јас можам се уште да превземам некаква одговорност и да си го реализирам тоа, па ајде сега нели ќе го очекувам тоа од детето. Или на пример, многу е лесно, родителот не може просто да ја скрие неговата лична, како да кажам, проекција, незадоволеност од себе, секогаш најголемиот товар од тоа го носи детето. И затоа родителите имаат секогаш гениални очекувања од децата. Гениални, Таквите не знам... родители, дали биле праксата покажала изложени еве на таков притисок и од сопствените родители, дали тоа е нешто што се повторува и пренесува од генерација на генерација тие очекувања кои што се вон логиката на она што Па добро, некои дава. биле, меѓутоа у такви ситуации имаме две сценарија. Или родителите ја наследуваат таа улога, нели, на нивните родители кои што така ги воспитувале, или создаваат па целосно контрасценарио, само да не бидам како заинатно никогаш така само да не бидам како него, па нели идеме у некоја друга контранасока, која што и таа контранасока нема врска со нели реалноста која што му е потребна на тоа дете. И многу е важно да се видат диспозициите на детето. И родителот да ги следи потребите согласно тие диспозиции. Има, например, деца кои што се раѓаат едноставно како да се по книга.
И тоа го гледаме уште не знам у породилиште. Го кажуваат тоа таму, нели, акушерките, сестрите што работат и ќе кажат, абе види, овие одма, значи карактерот му се гледа уште од мало, значи тоа нема карактер, се разбира, меѓутоа одма се гледа начинот на реагирање. Природата некој начин на реагирање се забележува одма. Или на пример има некои деца што во помалите години, година, две, сите деца се различни. Некои деца, еве и во градинка, оди ќерка ми на пример. Некои деца веднаш се прилагодија на новите учителки. Некои деца не ги прифаќаат новите учителки. И не е секогаш во прашање, не знам, тоа дека родителот нешто направил. Родителот ќе каже, моето прво дете супер беше, одма се прилагоди на новите учителки, во второ не се прилагодува. Како велат, имаш повеќе деца, едното, другото. И тоа не е секогаш тој родителски фактор. Не е секогаш родителски фактор. Просто има нешто внатре што постои во детето како негова лична перцепција. И на пример Виктор Франкл не е толку многу спомнуван во популарната научна психологија, меѓутоа еден од исто најеминентните психијатри во историјата на психологијата, исто како Фројд и Јунг, Перлс и некои други, бидејќи па оние создал логотерапијата во услови на концентрацијниот логор. Виктор Франкл преживел 3 концентрациони логори и им помагал на тамошните луѓе кои живееле во логорот во тоа време да полесно ги пребродуваат деновите. Ти се чини ли дека еве умешноста да ја владееш психологијата, односно да ја познаваш и му го спасила животот, бидејќи Да, точно тоа му го спасило. Не случајно велат се е психологија. Да, и точно тоа му го спасило, он тоа го кажува, значи во една од неговите најпознати книги, многу мала книга, 100 страници, меѓутоа книгата е со наслов Зошто не се убивте. И значи во таа книга многу добро тоа го кажува. Луѓето кои што имаа визија, кои што имаа смисла за иднината на своето постоење во логорот преживеа. Луѓето кои што ја немаа визијата, кои што ја немаа смислата, умреа. Најчесто тие луѓе умираа. И сега нели ако се навратам на муабетот што го правиме за децата, Франкл тоа го кажува. Значи, он буквално последната одлука ја дава на личност. Он вика дури вака, и детето има способност да донесе одлука. Дури и родителот може да го направи, и најдоброто и се по книга што се вика за детето, последната одлука за тоа дали ќе постапи така или не повторно има детето, бидејќи и во него постои, можеби не целосно свесно, ама постои некоја тенденција, некоја интуитивна способност за да ја донесе одлуката. Во последно време на сите страни, значи не сега овие месеци, него последниве години исклучително се зборува за влијанието на траумите врз градењето на човечката личност, односно психа. И дека луѓето всушност не се ни свесни, токму поради тоа постојат нели психолози, психијатријата веќе медицинскиот третирање на она кога ќе тргне по лошо, дека всушност несвесно сме стекнале трауми и дека тоа чувство за преживување, односно адаптирање, преживување најдобриот збор, направило да тие всушност бидат некаде заклучени во подсвеста и дека всушност подсвеста повеќе не води од свеста. Така е, затоа подсвеста, која што нас не води, ние си ја викаме судбина. И Јунг тоа го рекол, се што нема да освестите, ќе си го викате судбина. И тоа ќе управува со вас. Јунг зборуваше за колективно несвесно. Да, така е. И секој, например, и народ има своја колективна, како да кажам, судбина, карма. Значи, и кога не освестуваме таа судбина, таа карма, она нас продолжува да управува со нас. Каква е нашата судбина? Тоа е колективно несвесно. Каква е дура нашата и затоа има и колективни трауми. Еве сега, бидејќи ја спомна, каква е нашата судбина карма? Значи, само да кажам, разликата меѓу судбината и кармата, у тоа што стои е прво дека кармата е дејствување. Ние дејствуваме на одредени начини. Луѓето често пати знаат одговорноста да ја препишат, да речат таа ми била кармата. Меѓутоа ти дејствуваш на одреден начин кој што на тебе ти носи последици. Кармата е ништо друго освен реакцијата која што ти ќе ја примиш на твојата акција, која што ќе ја создадеш од твојата акција, тоест. И сега, значи, кога зборуваме за нашата... Значи, причинско, последично... Точно е, сосема причинска, последична реалност е тоа.
И после, значи, луѓето се запрашуваат а зошто ова било вака или така. Заради тоа што нешто внатре во тебе ти си го создал да биде на некаков начин. Џордан Питерсон вели низ мојата долгогодишна кариера и искуство, еден случај не било да не е причинско последично, бидејќи доаѓа човек како мене тоа ми се случило. Ама ако вратиш назад, значи тоа не веднаш назад, значи 3, 4, можеби 7 години, опе ќе дојдеш низ разговорот до моментот еве зошто тоа се резултирало до. Да. И дури и сега има еден многу интересен момент што сакам да го кажам пред нели да продолжам за ова нашава колективна карма. Луѓето често пати имаат очекување дека ако направат добри дела, по дефолт тоа ќе им се врати. Самото очекување дека тебе ќе ти се врати доброто дело, по дефолт ти создава негативна карма, еве зошто. Заради тоа што од твоето очекување гарант ќе најде на разочарување. Нема сите луѓе на кои што си им направил добри дела да ти вратат. И сега кога ние даваме од себе нешто, без да очекувам нели да ми се врати, туку го правам зашто така било исправно, сум ослободена од очекувањата. И тоа е по дефолт позитивна карма, не може никој да ме повреди. И затоа секогаш и во терапијата им кажувам на овие клиенти, ти викам кога одлучи да ја направиш таа добра постапка, зошто ја направи? За да ти биде вратено или ја направи значи само зашто веруваше дека е исправно да ја направиш? И едноставно секогаш откриваме дека сепак внатре на некое несвесно ниво постои очекувањето да ми биде возвратено. И повторно се врти и повторно разочарувањето. И сега и следното нешто што го кажувам е ова. А размисли што е тоа што можеш да го дадеш од себе, а да не го очекуваш за возврат. Колку такво нешто можеш да издржиш. Бидејќи секое давање што ги надминува твоите капацитети, а ти очекуваш да ти биде вратено, по дефолт ќе те носи во разочарување. И тоа ќе биде негативна карма. А направи пресметка што можеш да дадеш, пред да дадеш, а да кажеш, окей, ова го давам зашто само исправно. Во ред толку. И тука си ти чист. Нема разочарување, окей сум, свесно сум го дал ова, така. Тоа е тоа. Сега се вратиме нели за нашата колективна карма. Каква е тука у Македонија и со сите нели наши учувања, прво е многу поширока, бидејќи ние не сме тука сами како држава. Ние имаме нели соседни држави со кои што споделуваме многу сличности. Имаме цело поднебје тука, например, кај нас во Македонија. И сега голем проблем, можеби низ историјата, е тоа што ние сме сиромашно поднебје. И многу често злото е поврзано со сиромаштијата. Значи, сме имале сериозни недостатоци, например, нели на основни екзистенцијални средства за живот и луѓето се бореле да преживеат. И се уште тој survive мод, како резултат на таа екзистенцијална борба е врежан во луѓето. Луѓето дури денеска кога живееме сепак во едни подобри услови, се уште го негуваат тој survive мод кој што ги држи во страв, а после во еден колективен страв нешто да не ми се случи. Пак најважно е некако фрижидерот да биде полн, не знам, значи да не нема за утре, и тој страв, колку повеќе ние го чувствуваме, стравот по дефолт билда агресија. И стравот и агресијата се брат и сестра. И после од страв, јас со моето дејство ќе превземам нешто, да бидам сигурна дека ќе се заштитам, дека утре ќе немам јас екзистенцијална криза и немаштија. И тоа мене ме носи во разноразни девијантни однесувања, како што например се нели мито, корупција, да избегнам милион закони, само да го заштитам мојот интерес да и да не бидам, значи да не бидам изложена на шансата да се најдам во таа екзистенцијална криза. И вака колективно, несвесно размислуваат многу луѓе. И затоа толку многу е присутна таа, како да кажам, кој го негува овој страв? Ние сега звучиме веќе како зборуваш, те следам, како да имаме предатор кој што всушност, односно оно што исто е актуелно денес, токсичноста,
многу се зборува за психопатологијата, социопатологијата, значи оние кои што всушност мислеле дека се филмски ликови, кои што изгледаат многу страшно, но како што ти имаш нели роман Ѓаволот има убаво лице, се е тоа за наше добро. Кој всушност еве не мора да е нашата земја, како успева да речеме некој да ја држи таа колективна свест и да ги потсетува дека постојано може да им се случи да немаат, односно се борат за преживување. А најлесно е да се владее со страв. Бидејќи секогаш тие што владеат се во помал број од мнозинството. Меѓутоа владеат со страв. И кога значи човекот е владеан со страв, ти го држиш под контрола. Иначе ако јас тебе ти се заканам со екзистенцијалните ресурси, многу веројатно дека ќе те држам под контрола. А екзистенцијалните ресурси на нас не требаат за преживување. Кога еден ден ние ќе бидеме спремни да поминеме преку стравот на екзистенцијалните ресурси и да видам, ајде, што ќе ми се случи, нели? Тогаш, значи, исчезнува секаков страв. Бидејќи значи, тој го потврдува на светот, останува на храбрите. Да, на храбрите. Тој екзистенцијален страв во најголемиот дел е само ирационален страв. Значи, тој не е реален страв. Меѓутоа, значи, целата владетелите го прават тоа. Нели? Најлесно, и тоа не е од сега кај нас така, не сме го измислиле. Ние така, тоа значи е безвременски на светот, значи тоа е безвременско владење. Најлесно е секогаш со масата да се управува преку страв. Кога те слушам, всушност ако го ставиме од микро на макро, односно во меѓучовечките односи, да не спомнувам најмногу сме ранливи во интимните и љубовните, еве ќе помогнеш кажеш зошто е тоа така. Може би на работното место, не знам, функцијата ни е најбитна, тука се идентификувам, тука доаѓа до израз се она што сме, тоа единственото што го имаме, нели? Но најранливи сме всушност кога ќе видиме во интимните односи. Првата болка да ја добиваме, не велам јас и ти, него најчесто болката почнува од лошото родителство, односно кога предатори се оние, не зборам конкретно предатори, нели, кои што тенденциозно ќе ја повредат жртвата физички, туку психички немаме манипулација, емоционална тортура која што исто ја гради личноста и создава можеби потреба ете така да понатаму се владее со страв. Така е, значи уплашени родители ќе создадат уплашени деца. Родител кој што го воспитува своето дете со страв е авторитарен родител, кој што самиот тој бил под влијание на други авторитарни авторитети. И сега, например, во некое минато, блиско минато, на нашите простори владееле авторитарни авторитети, и не само во нашите простори. Да не ја спомнеме, значи Европа, нацистичка Германија и сето тоа што се има случано. Пропагандата е во тоа време, значи направена. Прв пат пропагандата се случува за време на Прва и Втора светска војна и се искористени сознанијата од психоанализата и од бихевиоралната психологија за да се создаде пропагандата. Значи се злоупотребени фактите кои биле научни. И виделе дека на тој начин може да се управува со масата. И тогаш стравот си го завзема своето централно место во пропагандата и после се е само copy-paste. Значи има историја на тоа зошто е така. И сега, нели, после некое време, кога се правеле истражувања на колективно ниво, учениците виделе дека демократските општества имаат повисок степен на развој, на поздрав ментален развој од овие другите кои што има авторитарни авторитети. Меѓутоа, авторитарноста не е многу далеко од нас историски. Се уште е тука, блиско е до нас и се уште го има своето влијание. И затоа и ден денеска, кога ќе ја слушнеме, нели, поговорката кјути трај, може да биде полошо на ведната глава, сабја не ја сече, доаѓа од некое такво време.
И затоа, например, на постарите генерации денеска им пречи тоа што младите не почитуваат авторитети. Постарите генерации се научени да живеат во авторитарно време каде што они се плашале од авторитетите. Денеска младите не се плашат од авторитетите, а знаеш зошто е така? Бидејќи младите се свесни за можностите. Колку повеќе ние сме свесни за сопствениот избор и за можностите, нашите стравови ги нема, значи едноставно сваќам дека сум независна од некој авторитет таму. И тоа им е чудно на старите генерации, бидејќи тие биле зависни. Меѓутоа ние денеска и благодарение и на технологијата, и на социјалните мрежи, и на начинот на кој што се работи, и на фриленсерството, и на се имаме многу можности. И луѓето веќе го немаат толку тој страв. Знам дека можам сам. Денеска луѓето, тоа е позитивниот аспект на денешното наше време, тоа што се повеќе младите се свесни дека можат да бидат и независни и самостојни. Тоа автоматски го намалува стравот од авторитетите, меѓутоа се уште имаме многу пат, нели, да одиме, да создадеме едно општество каде што ќе може дека нели, кога зборуваат се нема авторитет, мислам дека старите најмногу генерации па мора да признаеме и непријатно кога ќе почувствуваш наместо, нели, почит кое што во смисла на тоа, нели, да постои емпатија, не става почит, не само немањето, отсуството на воспитание, односно имаме впечаток дека тенка таа линија меѓу демократија и анархија. Дали поради долгата, ето тоа што го велиш, нели, колективна свест изложена, подсвесно е тоа веќе, нели, под автократско владење, постојано страв дали ќе се преживее некој трет, нели, ти наложува, односно дали е окупатор, дали е, нели, владетел и така натаму. Дали сега одеднаш имаме друга крајност, во анархија што оди, кој што наликува ја можам се, а реалноста е дека не може се. Да, и затоа е многу тука важно да разграничиме авторитарност, авторитет и анархија. Ајде, убаво да објасни. Демократијата е поврзана со авторитетен авторитет, не со авторитарен. Со авторитативен авторитет, се извинувам. И, например, и овие типови на родители постојат. Дури во родителството на микрониво, а ако го разговараме, постојат. Има авторитарен родител, има авторитативен родител и има попустлив родител. Попустливиот родител, значи, например, го воспитува своето дете без никакви граници, без не. Значи, го пуштено е детето, кај родителот постои една незаинтересираност за тоа како расте детето и често од овие деца, за жал, излегуваат многу девијантности. Имаме авторитативен родител, кој што го воспитува детето со дисциплина, меѓутоа не употребува строги казни, значи не, како да кажам, не го навредува детето, не го тепа, значи не се е страв. Значи он е авторитет, поставува правила на воспитувањето, се држи до тие правила, конзистентен е, доследен е, исполнува, значи се што ќе каже и одветување, меѓутоа некогаш и кога треба да има го освестува детето за последиците на своето однесување, му ја наложува одговорноста, авторитативниот родител. Последично. Авторитарниот родител владее со страв. Владее со страв, има груби казни, значи не го почитува како да не ја почитува индивидуалноста на детето, не ги почитува неговите потреби. И ова, например, истото се случува и на општествено ниво. Не имаме исто авторитарни авторитети и се уште постојат, например, еве во источните општества се уште постојат многу авторитарни авторитети на страна, нели, од западните, каде што повеќе се авторитативните авторитети. Меѓутоа, нели, таа анархија се уште не постои се општество каде што, нели, буквално имаме анархија, меѓутоа има можеби елементи во демократијата, во некои појави кои што на колективно ниво не ни се допаѓаат баш. Сега да не ги спомнуваме кои се, меѓутоа постои и тоа наликува над нешто такво. Меѓутоа сепак и научно е докажано, а и тоа сме го виделе секојаш дека најголемиот резултат го дава авторитативниот авторитет. Да, имаме демократија, меѓутоа имаме права и обврски. Велат почита се заслужува. Како човекот може да
да израсне во човек кој што е вреден почита, тој го препознава децата, ние ги подценуваме, еве, бидејќи велат децата животните имаат таа интуиција, ама детето некако не може да го приложиш. Тоа е многу интересно. Да, тоа е вистина. Тоа е вистина дека не може децата зборуваш, викаш, исправноста. викаш, немаш авторитета, може да си многу питом, а во исто време да испратиш порака модерно велат вајб, кое што детето ќе препознае дека не е шега тоа што се зборува, треба да се сослуша и да децата има имаат вредност. неверојатна, како да кажам, неверојатна интуиција за тоа што е исправно. Децата знаат, најмалите деца знаат. Па кој ми ја убива Дора подосна? Значи, кој ми ја убива? Ќерка ми имаше 1 година кога почна да ми помага, кога ме гледаше како јас ги пружам малиштата и доаѓа она да пружи со мене. Никој не му кажал на дете од 1 година да пружи јалишто. Меѓутоа она го гледа тоа и доаѓа. Сега, класичната психологија, академската психологија, ова го објаснува само како имитирање по модел. Дека децата имитираат, без свесно да размислуваат. Меѓутоа, дали е навистина така? И тука има дебата во самата психологија, дали децата, например, еве при едно вакво однесување, дали е навистина тоа само така имитирање по модел, или едноставно постои во детето на некое ниво некаква совест, некаква природна добрина што се вика љубов, и оно тоа го прави од таа побуда. Не е уште разграничено. Не е уште разграничено, се уште постои во психологијата таа дебата. Дали детето го учи нештото, или едноставно има или му е таква природата, да. Сега, значи, не секој дете станува да помогне. Децата, например, имаат сенс за тоа кога родителот, например, е вистински налутен. И детето го почитува, тоа ја чувствува вистинската лутина, знае дека позади таа лутина има поента. И детето се коригира. Меѓутоа, кога детето ќе види дека лутината на родителот не е исправна, туку дека од некаква побуда која што нема врска, како да кажам, со контекстот, или дека е некаква лицемерна лутина, или има за цел само да го саботира детето, детето почнува да се бори. И еве, например, ова јас го имам видено 100 пати кај ќерка ми. Ако јас, значи, имам, како лутината ми држи вода, она препознава дека тоа е исправно и се коригира. Значи, се повлекува и се согласува со тоа. Меѓутоа, се разбира, имам лош ден, ако имам лутина некоја што ќе ја саботира нешто неизе, кај што нели врска нема со реалноста, она почнува да се лути и враќа со лутина и се бори со мене. Имаме 2 реакции на 2 различни типови на лутина. И значи децата го препознаваат тоа. Имаат на вистина тој сенс да го препознаат. Го стекнуваат како знање во подосна како аделесценти, бидејќи важат нели за најтешки, всушност го практикуваат, каде што може да слушаме, ма ништо не слушаат, џабе зборуваме, ма не реагира, ма што и да правиш не. Како децата во адолесцентните години ги преиспитуваат сите авторитети околу нив. Значи тоа е сосема, како да кажам, природен тек на настаните. И сега, нели, пак тука постарите генерации може да кажат, како да не, ние ништо не сме преиспитувале. Не би било дозволено вие било што да преиспитувате. Меѓутоа, во природниот тек на нештата, децата ја имаат таа вродена тенденција, природно, значи развојно, во адолесцентните години да ги преиспитуваат авторитетите. И тие со нивниот бунт во адолесцентните години всушност се борат за својата возрастна самостојност и независност, што е многу природен процес. И сега, вистината е дека некогаш во тој бунт, во таа борба, децата се изложени или ќе се изложат несвесно на ситуации кои што нема да им донесат нешто добро, ќе им донесат повеќе лекција. Меѓутоа, тие ситуации не се секогаш нужно негативни. На крајот на криштото нели ќе научи детето, бидејќи некогаш и ова сме и у психотерапијата е така. И сум го видела кај клиентите. Џабе дали некој на него нешто му зборува од страна, од околината или што и да е. Човекот има потреба да помине низ искуство за да се увери. Човекот секогаш човекот има потреба од искуството. Од искуството. Некогаш ќе дојде клиент со некоја дилема. Например, треба да постапи некако, не толку социјално пожелно во некои ситуации.
И окей, ќе работиме на освестувањето за он да го види тоа, за штетите и за последиците кои што ќе му се донесат. Меѓутоа сепак одлучува на крај да ја направи таа постапка, бидејќи има потреба од искуството. Искуствено ќе ја доживее последицата и ќе научи, ќе дојде после да каже дека да, тоа било така. Искуството најверојатно не се стекнува во комфорт зона. Така е. Мораме да излеземе од тоа, за да пораснеме. Така, како да се ослободиме од таа инфантилност која што се негува до многу подоцна, да речеме, имаше ставови размислувања дека во западниот свет се менуваат, нели, сега и родителските улоги и градењето на личноста, дека се почнува од дете, нели? Како да се пролонгира во западниот свет адолесценцијата и трае многу подоцна до на што трае, веќе трае до 27-8 години трае. Да, додека да речеме во одредени се уште оние општества како што се конкретно еве во арапскиот свет кој што имаат постојано животот им е, нели, страв, војна, немири, изложени сете, така, тоа е судбината и кармата на тие општества за жал. Таму, например, адолесценцијата завршува кога е времето. Не трае до 28-30, не имаме адолесценти во 40 години. Значи, дури и научно веќе докажано дека да, навистина адолесценцијата е продолжена и се дели. Имаме ранна, средна и доцна адолесценција. Доцната адолесценција е тука негде до 27-8 години, плафон, значи крај. Така би требало да биде. И после нели веќе конечно човекот влегува во зрелата, најзрелата доба и ако са нели ова е пак многу генерализирано. Има луѓе кои што созреваат многу порано, веќе се изградени возрастни личности, меѓутоа, например, истражувањата пак покажале дека најголемиот дел од луѓето во скоро сите култури, крајната, апсолутната независност, самостојност и од финансиски аспект, емоционален, од секаков, значи ја достигнуваат во средните години. Средните години се најзрелите години, измеѓу 40-тите и 50-тите години веќе се очекува дека човекот нели има максимална дека е така, да. Значи веќе има изградено максимална независност и самостојност. За нели во таа причината зошто е продолжена адолесценцијата, можеби едно мое мислење е дека е тоа повторно поради тоа што го зборував преска можностите. Едноставно постојат продолжени можности некако за уживање. Ајде да го кажеме така. И поголем избор за искусување на одредени ствари кои што можеби порано го немало. Денеска луѓето сакаат има како продолжена потреба да си поиграме уште малку. Нели сакаме и тие играчки се разни. Сакаме да патуваме, не знам, уште има потреба или желба за излегување. Ај уште малку да поживеам, па сега прва заработка на пари, па чекај да осетам како е. Моите пари само на мене да ги трошам, да не барам, па ќе си купувам уште мои играчки, што сакам и така натаму. Едноставно можностите овозможуваат нели таа адолесценција да биде уште малку продолжена, но тоа што јас го забележувам како еден позитивен момент и ми е драго поради тоа што се менува, е дека денеска и возрастните луѓе, новите возрастни луѓе, да кажеме од мојата генерација или тие што следуваат, некако е се уште задржан моментот на игра. Кај постарите генерации возрастноста, зрелоста многу се разбираше како крај на некое време, на една сериозност, на една многу голема, како да кажам, озбилност која што треба да се свати сега, не знам како животот, како не знам што. Израснати, децата им поминаа во ратни состојби, односно дека тоа треба некако многу озбилно се да се свати животот, а денеска не ти се годините. Да, а денеска покрај одговорностите што нели возрастните млади ги превземаат, сочува на тој момент на уживање и на игра што е многу важен. Интересно дека на највозрастната категорија, барем во светот сега им се дава шанса да продолжат да се ги остваруваат соновите, нели? Па можеме да ги видиме им се отвараат врати да бидат и модели, да се активисти, односно па дури инфлуенсерима кои што се преку својата 6-та, 7-та. Апсолутно така или да, и тоа е сосема во ред според мене, јас го гледам многу позитивен аспект во сето тоа, бидејќи па баш во тие години човекот е најмудар.
има најголемото животно искуство Како и да нели им може беше да некогаш каже забрането да и бидат недолично да бидат нели, радосни, да бидат него, уживаат, да си прошетаат со пријателите. И во мајцата од немисе годините, нели, тоа нека го прават младите. Да проговориме за аномалиите, кои што најчесто, всушност, може би се и причината, зборам глобално сега, не само за нашето општество, аномалии кои што создаваат, слободно ќе кажам, чудовишта, кои што и така умеат да се искачат онаму и да бидат меѓу онаа мала група која што под страв ги контролира сите, почнувајќи од домот, нели, партнерите, децата, па дури до работно место. Да, кај тие луѓе, за жал е многу замаглена духовната димензија. Кој ми ја замаглил? Не знам. Родителите? Меѓутоа е многу замаглена. Заради тоа што ние луѓето имаме три аспекти во нас. Ние имаме тело, ум и душа. Овие три аспекти постојат. Знаеме сите многу добро како се поврзани умот и телото. Тоа го знае и современата медицина и современата психологија, знаеме за психосоматски болести, знаеме се. Меѓутоа, уште малку се зборува за третата димензија, за душата. Таму се, значи, во неа, сите аспекти како што се совесност, како што се верба, како што е надеж, како што е љубов, кои што го надминуваат двојството на умот и на телото. А сепак е тројство. Сепак, значи, она не е на страна од тие. Значи, едно без заедно друго се. Тројството е едно. Значи, тројството е едно. Меѓутоа, кај некои луѓе е сосема замаглено. И кај нив едноставно функционираат животинските нагони. И во неговиот животински нагон, он е само оптеретен со тоа како да ги задоволи своите телесни потреби. И тоа примарни. Примарни телесни потреби, и тука се билда таа алчност, таа себичност, тој интерес. Нели, бидејќи ние одредуваме на нас што ни е комотно, што ни е пријатно, според телесните сетила, според перцепцијата, според како се доживувањата. создаваат таквите луѓе, всушност, каде се гледа тоа зародишот? Значи, тоа е повторно, ќе кажам, нема целосно објаснување, меѓутоа повторно се повеќе фактори. Повторно има генетски фактор, повторно има, значи, некој родителски фактор, средински фактор, каде растало, со кој растало тоа дете, кој му се верувањата. И, значи, едноставно, еве, например, да го земам мозокот на еден психопат. Зборувам сега за мозокот, не за умот. Умот е, се разбира, центарот... Да, докажано е таму дека има да, исто... значи, во мозокот, например, на психопатот, многу се разликува од мозокот на еден просечен нормален човек. Се разликува на вистина. И затоа, например, се правени во затворите, виделе, дека кога затвараат човек што е психопат, едноставно кај него не може никако да профункционира третата димензија за која што ние зборуваме, совест, емпатија, љубов. Значи не профункционирува, туку дека он едноставно тоа што кај нив дава резултат е само однесување како кај животно, принцип на награда и казна. Дури имаат истекната емпатија, тоа многу учеле како да реагираат. Значи, ако има одредена награда, која што ќе му го подобри однесувањето, неговото однесување ќе биде подобрено само поради наградата. Меѓутоа, повторно не се развиваат овие другите духовни димензии. И, значи, точно е дека постојат такви луѓе и тие луѓе движат кон успехот на поинаков начин. Еден од проблемите што често пати масата од луѓето ја мислат дека сите успешни, богати луѓе се лоши и дека на овој начин ги постигнале своите цели и успеси во животот. Да, тоа не е да точно. Се генерализира веднаш. Да, тоа не е точно. Одма имаме момент на богатиот или некој дека е на висока функција лош човек. Бидејќи у голема мера некој од тие луѓе така го постигнале тоа. Меѓутоа не сите луѓе кои што нели стекнале успех, богатство и така натаму го прават тоа на тој начин. Мислам дека игра
на случајноста да тоа биде така, на случајноста, тоа не се исклучително пресметани. Но се повторуваат психопатија во успешните приказни, тоа врвни успешни, затоа што тие всушност и немаат емпатија. Бизнисот не познава емпатија, тоа секој кој што има бизнес вели дека како ги внесете емоциите, тогаш не очекувате резултати. И токму таквите дора всушност луѓе одлично знаат да изманипулираат и точно знаат кога треба да бидат шаматни, па дури и кога треба да бидат емпатични под наводици. Да, само тука сакам да разграничиме кога збориме за психопатијата како карактерна црта и кога збориме за психопатијата како девијантно антисоцијално однесување. Има разлика. Значи, овие што ги кажуваш ти луѓе кои што се на високи позиции, а нели го имаат тој карактерен стил без емпатија или да ги третираат другите како објекти, тоа е баш повеќе карактерен стил. Меѓутоа, овие луѓе не нужно значи дека имаат нели прекршоци, казни, дека не се затвор, значи не се убици. Значи да, сакам да разграничиме, нели да не дојде до забуна. Каков е мозокот еве кога карактерно? Значи, кај карактерните стилови, например, конкретно кај психопатскиот карактерен стил, он кога е излечен е уствари идеалниот посакуван лидер. Интересно. Он е идеалниот посакуван лидер. Бидејќи он навистина го носи тоа како потенцијал да биде лидер. Меѓутоа сега тука треба да отвориме темата како се создава карактерот. И сега значи например во психологијата има различни теории за карактерите. Една теорија што јас многу ја почитувам, многу ја сакам, едноставно ја применувам и во мојата работа, е теоријата на Рајх и на Александар Ловен, кои што зборуваат за 5 карактери главни. Тоа се шизоиден, орален, садомазохистичен, психопатски и ригиден карактер. Меѓутоа, психопатскиот карактер е најсложениот карактер од сите карактери. Едноставно, он вака има посебна литература за него. Овие 4 се во една книга, тоа е у друга книга, сам. Он е сосебна посебна приказна. И меѓутоа, психопатскиот карактер, например, во психотерапијата е најмалку застапен. Зошто? Заради тоа што психопатскиот, например, и ригидниот карактер, се вака по некоја теоретска смисла, имаат најдобар контакт со реалноста. Многу добро знаат како со луѓето, и се обожавани, значи ова се луѓе што се обожавани и оваква, а од друга страна овие првите 3, шизоиден, орален и садомазохистичен карактер, овие 3 карактери се најзастапените карактери у психијатријата и у психотерапијата. Зошто? Заради тоа што нивното его е малку се уште покревко, не е толку изградено како што е изградено, например, на психопатот или на ригидниот карактер. И сега, например, психопатот, он владее. На него другите му требаат за да владее. Он може да заврши на психотерапија ако му ги снема луѓето. Он нема со што да владее, он тогаш крахира. Меѓутоа, многу брзо се враќаат, пак, нели, у својата комфортна зона, у статус кво позицијата, бидејќи знаат како да вратат власт. И затоа толку добро тоа нешто им оди. Неверојатни менаџери се дуреви за... Така е, значи психопатскиот карактер се секојаш луѓе што се на високи позиции. Газди, менаџери, собственици, функционери, значи секогаш они ја имаат високата позиција. Знаат како да владеат, значи тоа е тоа. Ма си владеат и со домашните, си владеат. Да, и они и дома така се однесуваат, тоа е точно. Пријателите, сите ги обожаваат. Да, и тоа е така. И едноставно овие луѓе, меѓутоа кога ќе биде неговата патологија внатре излечена, он баш станува тој посакуван лидер. Иако морам да кажам, нели дека никогаш ниеден човек не е само еден карактер. Луѓето, значи, се обично двојство, 2 карактери. Ретко ќе видиш некој, например, што онака типично само тој карактерот. Не знам, бидејќи ние луѓето сепак, нели, растеме во средина и гледаме едни од други. Нели, сега јас можеби, например, у моите анализи и кога сум работела на себе, јас сум оној типичен орален карактер што збори. И тие, например, луѓе бираат вака професија кај што има повеќе зборење. И повеќе, значи, се насочени на развојот на интелектот. И тие се типично орални карактери, они повеќе зборуваат, интелектуални се и така натаму, меѓутоа ниеден карактер не е типично тој. Например, имам примеси можјасни на психопатски карактери, на шизоиден, да, има спектар, да. Меѓутоа обично доминираат 2 најважни карактери во
кај еден човек. Ретко исто, некој може дури и 3 да има, меѓутоа обично се 2. И сега, нели, затоа сакав да разграничиме кога збориме за карактерот како особина и веќе друго нешто кога збориме за антисоцијалната психопатија, девијантноста кој што имаме прекршоци на законот, кај што имаме, не знам, убиства, казни, други злодела, тоа е веќе друг тип на психопатија. Како морам да кажам дека тоа беше многу актуелно. Велат кога прават нели профил на една личност, особено ако е сериозна психопатологија, дека првите знаци се однесувањето кон животните. Ова те прашувам со цел затоа што нашето општество е вината бара најчесто во животните и дека дури се случува приоритет да им се да се користат термини дека им се дава приоритет на животните врз човечкиот живот. Всушност едното со другото некако се надополнуваат. Како? Да, многу е тоа точно. Зошто? Бидејќи се уште не постои, како да кажам, вистински можеби закон некој оформен, што е казнив за човекот ако му наштети на животното. Мислам, знам дека има некои одредени, нели, закони дека се сменети некои работи, меѓутоа, нели, и тоа тука се гледа дали ние можеби некогаш дали луѓето не се убиваат меѓусебно само зашто постои закон кој што кажува дека ти ќе одиш на смртна казна или на доживотен затвор. Таков закон за животните не постои. И нели, дали прашањето е не се убиваме само поради законот што постои, или постои силна внатрешна морална одговорност и развој на духовната димензија, е мистериозно прашање. Па нели, ако не можам да те убијам тебе да ти наштетам, можам да му го направам тоа на животното. Бидејќи човек кој што има внатрешно развиена духовна димензија за морална одговорност, за совест, он ќе биде он ќе биде исто побуден да не му наштети на животното. Ама јас ако не ти наштетувам тебе, а му наштетувам на животното, тоа секако дека кажува дека во мене има нешто кое што, нели, примерното зло што го зборувавме, и од каде ми доаѓа? Од каде ми доаѓа таа побуда, зошто тоа го правам? Дали повторно еве стравот ќе го спомнеме, оној кој што ги изобличува луѓето да работите ги гледаат низ гнев, односно да им се создава агресија. И да ја оправдуваат, да речеме, исклучително агресивни постапки. Не зборувам веќе само кон животните, туку воопшто како да постои хвалоспев за агресивноста, како тој има моќ. Тука низ векови се поставува прашањето дали војсководците и војниците, односно оние кои што воделе битки, се поразлични од оние кои што се серијски убици, или човекот што убил еден човек е поразличен од оние што убил 100. Значи, тука секогаш војната има интереси. Војната секогаш има интереси. А кажавме преска, секогаш кога тргаме од позиција на интересите, ние тргаме од позиција на задоволувањето на нашите нагони. И нели тука, мислам, ама сега добро, тоа се веќе веројатно покомплицирани, значи, мотиви. За да се изгради ева општество, кое што е здраво општество, во секоја смисла полно емпатија колку може, нели? Никогаш не можеш целосно да ги искорениш. Да кажам, агресијата има своја функција. Пак се раѓаме ние со агресијата, да. Имаме здрави агресија, имаме не знам. Има, значи, своја функција. Агресијата, например, во самоодбрана е здрава агресија. Значи, јас можам да убијам некој во самоодбрана, ама тоа е здрава агресија. И, например, и често и ние, и агресијата исто така е иницијатива. Кога јас јадам, кога ти јадеш, тоа е агресивен чин, ја морам да сомелам храната за да голтнам, или за да се најадам, за да имам енергија. И сега таа имаме деструктивна агресија и конструктивна агресија. Меѓутоа, некогаш сакам да кажам, деструктивната агресија личи дека е деструктивна, меѓутоа мора да биде така во моментот. Деструктивната агресија некогаш е конструктивна. Ако ти трнеш, нели, по мене да посегнеш по мојот живот, или ми наштетиш некој, или не дај Божеве девојка да е силувана и да го убие тој во моментот, тоа не е деструктивна агресија.
А личи дека е деструктивна, ама не е. Чинна Ради самоодбрана е. дезитетот изгледа, нели, секогаш понекогаш жртвата може да го надмине предаторот, спорам, нели, престапникот, Така оној е, кој што може. да го надмине во однос на Да, тоа е афект. Тоа е афект. состојба на афект, И кога секогаш ние е го надминуваме. Поселен велат Значи, оној да. кој што се брани отколку нешто напаке. Јас се сеќавам, имаше, не знам, никогаш не сум ја пребарала точноста на оваа информација, ама баш имав една професорката што ни беше усредно по психологија, ни го кажуваше тој пример. Во некоја џунгла, не знам каде, лав бркал човек и он во афект прерипал цела река. Значи, ние у такви моменти, значи на преживувачки моменти ги надминуваме нашите Човекот не е ни свесен способности, да, што се може поседува, да. излезе од него, но кога ги зборуваме нели интересите, всушност јас ќе си дозволам да кажам дека тоа најверојатно е најпримитивната потреба на човек да си ги исполнува тие интереси. Разговорно речено наситно, значи да има поише алчните луѓе. Алчноста дури и како термин ефтино звучи, тоа е многу интересно, барем за мене. Ефтино звучи кога ќе речеш алчен човек, како да не буди ништо, нели, вредно, квалитетно, дури не е ни толку комплексен алчниот човек. Што велеше на моја пријателка, проста психијатр. Она ме интересира дали Дура, кога еве ќе го диагностицираме нашето општество, кој што навистина е предизвик, дури ние кои што бевме, како да кажам, племенити, апатични, имаме ситуации на кои што сме изложени да ти се разбуди гнев и да си гладен за правда. И сваќаш дека интересите се тоа што се приоритети, иако е тоа најниската, еве вие ќе потврдите, потреба. Сепак човекот е создаден за повозвишени дела, освен да биде алчен наситно. Но дали сметаш дека всушност генерацијски почнавме да се менуваме во одгојот дома, всушност децата растат со родители кои што им е важен интересот, ситниот интерес, па дури мора да признаеме и ни се наметнува да почнуваме да размислуваме на наситно на интерес. Така е, ти си будала ако покажеш совесност. И се восхитуваме на примери ликови кои што да речем по сите основи има таа карактер на психопатологија. Како да се прекине тоа не беше така? Знаеш што тука беше како беше авторитативно општество беше социализмот. Не знам дали беше авторитативно или авторитарно. Авторитарно подобро да речеме, да. Значи, знаеш, во Библијата пишува Бог ќе го стигне оној што ќе се надмине себе. Да се надминам себе значи тоа. Да можам да ги надминам внатрешните побуди, нагоните на телото, личниот интерес, ситниот интерес, алчноста. Значи да можам да го надминам тоа, а внатре да се водам во мене по духовната димензија. И јасно е тоа пишано. Немој да имаш други идоли на земјата освен јас. Бидејќи секогаш идолите што ние ги имаме, рол моделите како луѓе или кои да се, никој не е совршен, се разбира. Апсолутно. Никој не е совршен, освен са, нели добро. Некојаш е окей да имаме рол модел како позитивен пример, нели за нешто за развој, како инспирација, како инспирација. Тоа е веќе нели како друго. здрава конкуренција исто е така. најпожелната работа. Поготово нели во работните односи у бизнис светот, така натаму окей, тоа е сосема веќе друга страна. Меѓутоа кога зборуваме нели за идол, да ми биде вака некој кој што прави нешто што не е добро, кој што нели промовира вредности, кој што не се окей, е веќе нешто сосема девијантно, нели сосема И токму таквата личност е успешната приказна. И тоа е успешната приказна и он почнува да биде пример за некои други идни генерации и тие идни генерации си викаат ау, па значи вака требало за да бидам успешен. Ќе одам јас по тој пат. И после историјата се повторува. Дали тогаш се извитоперува? Може ли да се извитопери наеднаш низ животот човечката природа, бидејќи по природа може. Човечката природа може да се извитопери во било кој момент. Луѓето често мислат дека темелот е во семејството. Не. Значи, колку пати знаеме луѓе што нивни 40-50 години
трнале по патишта кои што се сосема изветоперени, кои што се девијантни, кои што ќе кажеш доста, да, дури ќе кажеш на леле види од овој живот. да, ќе кажеш види овој човек не беше тој, што му се случи? Шокирани се луѓето околу него. Но мора да Како кажем тргна дека по овој постојат пат? и луѓе кои што почнале на некој начин лошо. Шо? А завршиле, да, така и е. се трансформираат во нешто многу се освестиле, тоа е тоа, се Што не освестиле, научиле. Што не освестува, еве, според вас психолозите? Во религијата е секако искушение, кое што, нели, велат како птица феникс, има ситуација, каде што велат Бог ќе допушти да ти паднеш до доле. Тука е будењето е многу болно. Психолозите каде го гледаат будењето? Па знаеш, пред некој време негде на социјалните мрежи ми излезе една многу добра како реченица од еден српски, мислам дека беше психотерапевт, кој што вика ти нема да се промениш се додека не го стигнеш твоето дно. Милион сесии да правиме, ти нема да се промениш додека не го стигнеш твоето дно, кое што ќе биде толку силно да те скрши од болка. Кај што веќе твојот товар ќе стане посилен од тебе и ќе те распрчи. Тогаш ќе се промениш. Дури водителот А се додека можеш да тегнеш, нели? Да гураш, што се вика, ти ќе одиш по тој пат, тој ти е научен, матрица. Интересно што е авторот, водителот толку многу години препознатлив, нели, на она хрватско издание на Рубу знаности, рече дека вистинскиот човек уствари е најдобар кога сите имаме 39 со 5, значи кога егото не постои, односно си слаб, имаш високат ногу, си болен, и тогаш си, како велат, злато од човек. Па мене мајка ми е подобро. Мене мајка ми стално ми викаше како бе кога си болна, вака си толку добра и мирна. Мојата дури велеше дека и си посладко, побаво вре си без. И кога ќе почнев да оздравувам, нели одма ќе почнев со моите борби, кав ги по дома, ќе рече овакво, абе оздраве и одма си истото. Мислам дека убаво рече пред да седнеме дека на глобално ниво, на оваа топка што врти околу својата замислена оска, веќе не е баш така добро. Дури ме термини секојдневно не му е добро, ке речат, но оно што особено ми е драго, што никогаш, јас памтам такви времиња, значи, за психолози дури не се збореше, освен во рамки на настава во училиште, кој што беше, нели, задолжително, ама тоа беше екстрахирано и постоја психијатри, за нив се збореше, зборувам 80, јас за времето, кога имав свест што се случува околу. И беше најголем срам, то се криеш. Се додека нели не дојде до ситуација каде што нема поврат, односно дури и самата жртва, човекот кој што страда, не е сослушан ниту од сопствените родители кои што го сакаат најмногу на свет, но според постапките му пресудуваат, односно го игнорираат. И конечно, фала Богу, најдобрите другарки и другари не треба да бидат психотерапевти, односно не треба да бидат психолози, бидејќи нели не се кадарни. Во Sex and the City имаше Саманта која вели на Кири, па еве со вас ке зборувам, нели, вие ќе ми помогнете. Која вели не сме ние тие, бидејќи не е добро слепиот да го води слепиот. Да, тоа е така, меѓутоа дали е општеството почна да се отвара и да реагира и да се ги открива своите ѓаволи за да престане да ги емитува на останатите. Да, значи многу е веќе тоа променето. За среќа, мислам, за среќа или за несреќа, имаме многу работа. Па вие. Тоа така е. Тек се дознава колку работи. Значи за среќа или за несреќа имаме навистина работа, луѓето се отворени према психотерапијата, према психологијата, луѓето се едуцираат многу за менталното здравје, значи благодарение и на социјалните мрежи имаме многу иницијативи, многу активизам има за менталното здравје, се крева свесноста и луѓето се заинтересирани, сакаат да работат на себе, значи не мора веќе некој да има проблем конкретен што го мачи па да оди на терапевт. Има луѓе кои што доаѓаат за да работат на себе заради личниот развој. Значи, едноставно, пошто се соочуваат со некои
попречености у секојдневното живење кои што сакаат да ги надминат, сакаат максимум што се вика living to the fullest, како се вика, значи онака да си го живеат без тие попречености животот. И тоа е многу позитивен аспект што се случува. Меѓутоа, исто така сакам да напоменам нешто дека и психолозите и психијатрите и ние сме исто така дел од општеството. И сега, нели, условот за еден терапевт, например, да стане терапевт, е да помине низ соодветна едукација од најмалку 4 до 5 години, а некои траат и многу повеќе, за да може, нели, да се изработи он самиот себе и да може да ја понуди после таа услуга на другиот. Според тебе, Меѓутоа, зборуваме за човечка природа, секој може ли ќе заврши едукација, ма може ли да го издржи тој това? Пред некое време бев на семинар каде на Русин, кој што имаше една многу интересна констатација, нарече вака: психолог кој што е дел од истото општество, што му се случува, не знам, колективната траума, не може да му помогне на другиот. Бидејќи тој психолог е дел од таа колективна траума. На него вика може да му помогне само психолог или терапевт што од некое друго општество, а ја нема неговата траума. И тоа беше многу интересно размислување, кое што искрено прв пат во животот го сретнав како размислување и веќе не сум го сретнала на ниедно друго место, меѓутоа ми остави многу голем впечаток и во иднина планирам повеќе да го истражувам дефинитивно. И сега ние ја носиме и како луѓе, бидејќи психологот не е психолог, само психолог, он е и човек. Психологот е една улога, терапевтот е една улога и често пати нели и ние сме дел од општество и тоа што ме прашуваш дали може секој. Не може секој, меѓутоа хуманистичките науки се такви, се искуствени. Во голема мера хуманистичките науки се искуствени науки, психотерапијата е искуствена. И затоа некој можеби што се вика и што не е толку, ама ќе му помогне на некого. Меѓутоа пак нели треба да постои некоја свесност до каде можам, со кој можам. Иако, например, еве, пошто сега сум на уште една едукација, што ја посветувам во Софија за логотерапијата на Виктор Франкл, значи, например, мојот ментор таму, вика, така е, болниот не може да му помогне на болниот. Мора да си излечен за да му помогнеш на болниот. И, меѓутоа, пак останува прашањето секогаш на мистерија, бидејќи човечкото несвесно е бесконечно, човечкото несвесно е универзум. Прашање е што се носам јас во моето несвесно, кое што е и дел од колективното, и дел од моето индивидуално, и семејното, и моите предци, и дали јас навистина до крајот на животот ќе можам да допрам до најдлабокото таму. Дали воопшто треба да се чепка во најдлабокото, што мислиш? А види, тоа е, како да ти кажам, повторно индивидуална еволуција. Има некои луѓе, постепени, можеби, ако постојат повеќе животи, не знам, можеби во идниот живот. Многу се зборува, дури интересно дека почнува да се создава ја верзија кон тие термини, не знам зашто, можеби многу се повторувани, депресија, анксиозност, значи болеста на современиот модерниот човек. Нашиот, македонецот, на што е најчесто изложен, што најмногу страдаме последниве години. Особено од короната навака, бидејќи короната како Пандорина кутија ги подели луѓето, и некои што уживаа во тие во тоа мирнодобие, карантин, дури посакуваа да се врати, и други кои што навистина се соочија со самите себе и сватија дека тоа им донесе многу неубаво чувство во душата. Тоа што ние како општество страдаме најмногу е недостатокот на одговорност. Значи, во нашиот, како да кажам, мајндсет, постојано има нешто, ајде бе, може ова и вака. Ајде бе, дај сега, не мора. Имаме едноставно проблем да соđвакаме одговорноста. Бидејќи одговорноста самата по себе носи подолг пат, носи процедури. А ние некако постојано сакаме да ги скокнеме тие процедури и тоа да биде ајде бе. Дај, може тоа и вака да помине.
И се одека не се разбуди таа базична одговорност да го џвакаме. Македонецот има проблем да го џвака тешкиот пат. И додека ние не почнеме да го џвакаме тешкиот пат, да го прифатиме постоењето на тоа дека мора да биде така и никако поинаку, тогаш овакво не ни се пишува добро, уште многу години, уште многу векови или не знам. Прво е базичната одговорност да прифатам дека морам да ги изџвакам сите тие процедури што ми ја носат одговорноста. Каде се учиме? Дома учиме за одговорност. Па дома учиме за одговорност, меѓутоа пак мораме да се навратиме и на владетелите во системот. Моќните луѓе, одредена група на моќни луѓе секогаш го креираат системот. Од некоја причина тие моќни луѓе имаат ресурси. Да не навлегуваме сега како дошле до ресурсите, меѓутоа ги имаат ресурсите. И тие, кога они не ја џвакаат одговорноста за нештото, туку е се нели така. Ајде, нека биде, нека Баш помине. Баш и бозлук, вели народот. Ајде, нека биде, нека помине, тогаш тоа нели се случува тоа што си го прима секој поединец. А после улогата на родителот само го пренесува тоа што човекот веќе како поединец си го примил во рамки на општеството и несвесно така го воспитува детето. Несвесно. Така треба. Знаеш, сине, така ние тука живееме и така живееме. Не знаеме за поинаку. Имам впечаток дека велат нели треба да се допре дното. Ние од дно не сме излезени, далеко сме од комфорт зона. Зошто свеста не се развива во однос на тоа да се превземе одговорност за својот живот и да се сменат работите да не биде подобро? Бидејќи се уште има прогледување низ прсти. На нас, мислам дека како општество, едно нешто што ни е многу тешко е да го разграничиме, како да кажам, професионализмот од пријателството. Значи има кога е професионализмот, кога е пријателството, бидејќи многу во голема мера кај нас го има тој момент, знаеш што, ај овој го познавам, ќе ти го препорачам. Овој зашто го знам ќе го ставам на функција, овој зашто ми е близок ќе го ставам на таа позиција. Ама тој човек не е професионален за тоа. Имаме проблем да го разграничиме, значи професионализмот од блиските односи. Бидејќи се уште постои лутина кај нас, македонците, ама ти зошто ако ме познаваш мене не си ми ја завршил таа услуга? Значи не можат луѓето да излезат уште од личните односи и да ги разграничат што е професионално, што е лично. Како се стекнува тоаш реалноста за себе, да треба си реален, тоа исто кој јас сега да си дозволам и да седнам нели на твоето столче во центарот и да почнам да примам клиенти. Значи, реално е невозможно, значи само ќе направам лошо. Како нема кога ќе излеземе, значи кога ќе излеземе од ние имаме потреба од чувство на привилегираност. Ако јас тебе те познавам сега, јас сум некоја, ти автоматски се чувствуваш привилегирано дека мене ме познаваш и си ми блиска. И ние мораме да искочиме прво тоа чувство на привилегираност или дека јас сум му толку важна на блискиот. Не значи јас не сум таму за таа позиција, јас не сум таму за таа улога. И автоматски растат нели очекувањата. Автоматски ако ти мене ме познаваш како влијателна и ти автоматски имаш очекување од мене ако јас сум ти тебе другарка дека тоа треба да го направам. Ама ќе ни помине ли таквото чувство? Не знам. Имаше фантастичен статус, спомна висока свест. Всушност таа што не треба. До висока свест. Како дора до висока свест? Еве најпросто прашање, како до највисока свест? Највисока свест е, не знам, арбитрарен многу термин. Значи, меѓутоа се стремиме, нели, кон развој на нашата свест. И сега, значи, свесноста е индивидуална, меѓутоа и колективна. Еден од начините за стекнување на свесност е повторно тоа, работата на себе. Секој човек ќе одбере начин како да работи на себе. Некогаш тоа ќе биде низ психотерапијата, некогаш низ читање книги, некогаш низ јогата, некогаш низ религијата, било како.
ќе работи на себе. Меѓутоа, никогаш не треба да се фиксира само за еден фактор. Мораме, значи, да имаме што повеќе ресурси за работа на себе, бидејќи целината. Ние мораме да работиме како целина на самите себе. Во сите аспекти, и телото, и умот, и душата. Меѓутоа, од друга страна, значи, постои нели таа колективна свесност. Ако индивидуалецот, еден човек, во колективната несвесност стане свесен, ќе биде проблем. И луѓето тема е у истиот момент. И луѓето имаат тенденција веднаш да го замолчат, да го заташкаат, да вакво. Еве сега, нели, го водиме овој разговор. Изборуваме за висока свест. И тоа е реалност, особено на социјалните медиуми. Подкастот оди на YouTube и оно што е повеќе од јасно дека нема нели, ако не гледаат, а имаат можност да коментираат, тогаш ова ќе се разбере како зошто овие две филозофираат, што сакаат да кажат дека ние сме глупи. Да, зошто, како можеме еве да испратиме порака, како всушност да добиеме публика која што ќе свати дека висока свест, да се има висока свест не значи нели дека некој е глупав, а друг е супериорен и многу интелигентен. Така е, значи нема, значи високата свесност е прва одговорност. И ја напишав пред некој време, имав пост на Facebook. Високата свесност те носи до позитивна карма во животот. Што значи тоа? Кога си имам висока свесност, действувам од позиција на таа свесност. Автоматски моите негативни постапки се намалени. Значи нема да ми се случи лоша последица. Кога действувам од позиција на ниска свесност, продуцирам негативни ситуации околу мене. Кога имам повисока свесност, значи не се доведувам во ситуации кои што може да ми наштетат. Значи си ги знам, ако се навратиме преска тоа што го зборувавме. Значи ако знам јас колку можам да поднесам, да дадам, без да очекувам за возврат, тоа е веќе висока свесност. И ти нас ти го давам тоа на тебе. Само зашто е така исправно и не го очекувам за возврат. Меѓутоа, ако јас трнам, ти дадам, ама сум таму некаде. Да, тоа таму некаде има некоја математика. Има математика, а ти не ми ја исполниш мене математиката, јас веќе негативна карма и последица сум направила. Тоа е високата свесност. Драго ми е што се повеќе се зборува за корените на сушност на ниската свесност и нели ако може да се искорени конечно нели немањето емпатија, разбирање, малку да имаш чувство осет што велат нели меѓу народ осет да се имало, не го велат случајно, барем да имаш можност да влезеш во кожата на другиот. Почна, драго ми е и голем број огромни кампањи за да се почне од почеток на децата да им се објасни дека зборот е круцијален, значи она што ќе го кажеме може да ти ја запечати, да му ја запечати судбината на некој, зборам психолошки. Така. На некој за навек или може всушност да разбуди нешто во него и да го донесе на позиција за која што не сонувал дека ќе порасне во животот, зборам и како свест и како содржина. Да, меѓутоа секогаш зависи и како примателот ќе прими пораката. Нели? На што е подготвен? Пак на што е подготвен. Пак последната одлука ја носи личност. Пак личност. Убаво е секогаш последната одлука ја носиме ние. И убаво е да ги спомнеме бидејќи тоа е глобално. А кај нас социјалните медиуми, значи Рамбо Амадеус рече никогаш беше срамно, нели, не секој си дозволуваше, нели, да каже било што коментира. Она што не е страшното што се дава мислење, начинот на кој што се комуницира на социјалните медиуми, особено во нашата средина, е исклучително загрижувачки. Имаме исклучително вулгарен речник. Дури некоја агресија, не зло, туку чудовишни желби и зборови. Од каде таква, мислам, може да се го каже ставот, но од каде таков... Значи, социјалните мрежи толку стана интегрирани од нас самите. И знаеш, јас имам, баш бидејќи
И сега дисертацијата ми е на таа тема за социјално влијание. И тука, нели, ги истражувам и социјалните мрежи. Знаеш, социјалните мрежи имаат своји фази како се развиваа. Да, се беа мирнички. На почетокот, кога излегува социјалните мрежи, значи, нели, Инстаграм, Фейсбук во еден момент, луѓето имаат тенденција да ги прикажуваат нивните совршени аспекти живот и после тоа олабави некако. И па како уврска, како првите 6 месеци. Тоа баш таа компарација истата имав јас направено. Вистинскиот лик е на крајот. Меѓутоа, социјалните мрежи после толку многу станаат дел од нас, што веќе луѓето како да кажам, се распаднаа под притисокот на совршеното. Веќе не може да се одржи таа слика на розови наочари и луѓето почнаа автентични да бидат на социјалните мрежи. Како што се автентични веројатно секојдневниот говор со разноразни мислења, со разни не знам зборови, едноставно никој веќе не размислува што ќе каже и како ќе каже, бидејќи тоа е така. Социјалната мрежа е веќе човекот. Веќе јас дел е веќе од мојот идентитет и веќе луѓето се тотално опуштени на социјалните мрежи и така е. Голем дел од она што го гледаме е всушност илузија. Никој од нас не се презентира онаков каков што ретко. Можеби ако стане тренд па ни се не стане немило да ја гледаме таа совршеност, можеби тренд ќе станат да бидеме несовршени, па ќе пудриме на несовршеност. Тоа сакав јас да го кажам. Мислам дека веќе социјалните мрежи тоа е еден позитивен аспект според мене. Веќе оди кон таа несовршеност, кон приказот на автентично на тоа човекот каков. Значи веќе се оди се повеќе кон тоа. Меѓутоа ти претходно мислеше веројатно повеќе на начинот на грубото изразување и тоа све. Тоа веќе веројатно може ќе ни треба еволуција некоја за тоа како да научиме да комуницираме на социјалните мрежи и што тоа значи. Меѓутоа тоа повторно, бидејќи социјалната мрежа е веќе дел од нашиот идентитет, интегритет, од личноста, од не знам што. Ако не нема таму исто како да не нема и како да не постоиме. Мислам дека животот носи многу предизвици, значи на секој од нас, и ние всушност треба нели да умееме да се менаџираме и контролираме и да бидеме здраворазумски. Оно што мене ме плаши, затоа Дората прашувам, што коментари не е некој искушение и не знам каков предизвик, да ти не можеш сопствениот речник да го исконтролираш, ти можеш да поентираш, да си кажеш, нели, да си имаш сосема спротивно мислење, ама нивото е застрашувачко, вулгарно, и една агресија која што ја среќаваме кај жени, мајки, кралици, значи повозрасна генерација, кој што недопустливо да има таков речник. Па добро, таа истата таа генерација која што растела во авторитарниот режим. Под страф. Ако пишуваме коментар, немаме страф. Значи, таа истата таа генерација која што растела во авторитарниот страф кој што раѓа агресија. И сепак, значи, во тој страф, тие постари генерации кои што живееле, да не забораеме дека многу голем дел од нив останале нереализирани во многу аспекти. Биле блокирани, им било забрането да направат многу работи. И затоа нели излегува, можеби таа фрустрација на начин на кој што излегува. Дора, неверојатно ми беше драго. Мислам дека како што е подсвеста, ја би можела со тебе до утре да збориме. Утре ќе ме најдат како скелет. Она што особено сакам е вака за крај, дали се воопшто како психолог оптимист, дека ќе станеме некако, ние имаме неверојатен потенцијал. Ние во мака покажуваме искрено топлина, суза, не сме така ние и по темперамент изолирани, неавтентични, дружелюбиви сме, исти сме како југот, каде што е сонцето. Како само да се вратиме душичката на свое, да бидеме повторно емпатични, бидејќи сме, можеме, и некако наместо да одговараме на нешкоја неправда со нели зборови како бесилка, смрт, цркни, низа, некако да одговориме со постапка која што ќе биде во полза за општеството, односно да го промениме она што ни пречи, наместо да останеме само на некоја вокална агресија, вулгарност која што не доликува на еден цивилизиран, возвишен човек.
Оптимист сум дека луѓето ќе, знаеш, за тоа што го кажуваш, дејството, за да превземеме дејство, треба да превземеме ризик. Нели? И сега секогаш во природата на нештата е така, ризикот и дејствието го превземаат помал број на поединци. И тоа така историски за секоја една појава. Значи влијателните луѓе се биле секогаш во помал број. Тоа е природно да биде така. Поголемиот број од луѓето има природна потреба за припадност и затоа луѓето се конформираат во групите. И затоа се послушни. Луѓето имаат потреба да ги води некој. И тоа е така. Пак да нема одговорност. Пак значи да нема одговорност, меѓутоа ова е безвременско прашање. Ова е, мислам, историски така, значи секогаш е така, цивилизацијски е така, да. И верувам дека да, можеби ќе се појават тие и веќе се појавуваат, меѓутоа секоја револуција и е еволуција во исто време, значи процес е. Треба време, меѓутоа да сум оптимисти во новите генерации веќе се препознава тој, значи таа повисока свесност, таа повисока зрелост, повисока одговорност, значи се менуваат работите. Мислам дека се менуваат работите. Тоа е мојот впечаток. Добро, мене ми беше многу убаво. Еве ти го смени текот на овој ден, му даде едно значење и многу сум ти благодарна, Дора. И верувам дека повторно ќе се видиме за причина која што ќе биде, нели, ќе зборуваме дека се остварило на кон што целим. Се надевам и јас. Фала Ти благодарам за поканата, Тина. И тебе многу.